Чест и задоволство ми е што во нашето студио имаме гостин со кој што ќе разговараме на многу убави и интересни теми. Чест ми е што во студиото имаме неговата светост Баханди Ананди Тиртха Свами, монах, филозоф кој што од својата 20-та година се посветува на монашкиот живот, иначе потекнува од Водице, Хрватска, а ова утро го имаме во Македонија денес. Низ својата кариера и својот живот има навистина големи турнеи низ целиот свет. Речиси на секое место во светот има одржано предавања. Оваа сабота ќе имаме можност да го слушнеме и тука кај нас во Скопје. Но ова утро го имаме во Македонија денес. Ваша светост, добро утро и добре дојдовте. Добро утро, хвала на позив. Ви благодарам што сте со нас. Се надевам се чувствувате убаво во нашето студио. Хвала, велико ми е задоволство бити во вашем студио и надам се да ќе разумијати македонски. Ќе можам да разберам македонски во потполност. Веќина сигурно ходи. Да, во секој случај тука сум јас да ви помогнам доколку не успеете да разберете. Чест и задоволство ми е што сте тука во Македонија, не сте за прв пат. Не сте прв пат во Македонија? Nije prvi put. Ovo mi je treći posjet Makedoniji u zadnjih 10 godina. Да, и верувам дека веќе тука и во Македонија ве препознаваат, сакаат да ги слушаат вашите предавања. Има од вас што многу да се чуе и за духовноста, и за материјалниот свет, и за сето она што не обкружува. Материјални духовни свет Материјалниот и духовниот свет su u dodiru. Се е во голема врска. Свако од нас е едно Секој од нас е едно метафизичко битие кое постои во физичко тело и во физичко свет. И тие два света се секогаш во допир. И така да едно знаење тешко може да се подели. 20-та година отидовте во монашкиот свет. Може ли само на почеток, кратко, за гледачите кои што прв пат ве гледаат, да ни кажете за вашиот пат и што беше пресудно да се одлучите на ваков чекор? To je dobro pitanje. Gdje je uopće početak? Kada je всушност početak? Kroz djetinjstvo duhovnost i religija me zanimala. Me interesirаше духовноста и религијата. Strašno me zanimalo. Специфично ме интересираше. Zanimale teme poput Ме интересираа темите како сврхата на животот. Nešto bez svrhe nema vrijednost. Tako život mi se činio bezvrijedan. Животот ми се чинеше безвреден. Relativno kratak period zabave i tuge, sreće, sve izmiješano. Еден релативно краток период на забава и тага и се е измешано и на крај ништо. Така да религијата и духовноста воопшто како еден феномен во друштвото многу ме интересираше. И како времето поминуваше, како се повеќе ме интересираше и како ме вовлекуваше во својот свет, јас конечно се одлучив да се посветам на тој пат. Верувам дека тоа допринесе и вие самиот да се пронајдете и да ја најдете целта на животот, како велите вие, сврхата на постојањето. Да, сигурно. Свака особа се покушава Секоја личност се обидува да се пронајде себе си. И секој од нас има потенцијали и ние сакаме да ги исполниме своите потенцијали. А што тие потенцијали всушност се кој конечно сме ние како личност, тоа е она што секој го занима како личност. А дали сме ние денес многу успани? Успиена. Danas u prošlosti tipično. Во минатото типично. Većina ljudi traži големиот дел од луѓето ја бараат среќата, но jedan jako mali broj ljudi je u biti број dovoljno на луѓе probuđen, суштина budan, е пробуден и буден. da bi na jedan inteligentan i dosljedan да на еден интелигентен и доследен начин realizirati tu се sreću, опиде spojiti dvije stvari, да ја реализира таа среќа и dvije да potrebe koje mi ги imamo. спои Jedna тие две potreba je потреби кои sreća, ние a ги druga имаме, potreba je а тоа е едната страна е среќата, а другата страна е вредноста и значењето. Знаеме ли дека среќата е некогаш и во малите работи? Колку материјалниот свет во кој што живееме не одоговлекува, не трга настрана од вистинската среќа? Problem nije u materijalnom svijetu. Проблемот не е во материјалниот свет. Materijalni svijet, materija samo... Материјалниот свет и материјата сама, филозофски речено. Govoreći o tome, materija je sama po sebi moralno neutralna. Материјата сама по nema себе nikakvu moralnu vrijednost, ali onaj način na koji mi doživljavamo taj nož, toga ga нема никаква koristimo, материјална вредност, daje tom меѓутоа nožu jednu начинот на кој ние тој нож го доживуваме, како да го користиме и дава една морална димензија. И тогаш се прашуваме дали е добар или лош,
napravimo s ovaj njima. svet ne je ni loš ni Sad dobar čovjek i odavnina, zavisi što ako je napravio gledamo nije kroz nego povijest, čovjek ima čovjek jednu odavno vreme specifičnih tendencija ima jedni koje specifični dolaze do izražaja kad tendenciji čovjek koji je dođe u do dodiru s izraz materijom. koga čovjek od Određeni dopir su fenomeni materijata. kao što je moć, na primjer, Jedan čuden fenomen kao što je moć da strašno intoksicirajući može da po bude jednu osobu, jednu mnogo klasičnu osobu. toksicirački Tako da po jedna osoba koja je ličnost. izložena moći, a I moć ta ličnost moć se koja je realizira izložena kroz na moć, a ta moć se realizira niz različni kanali, novac, ugled, pari, slava, ugled, slava. fizička snaga i tako dalje. Kako osoba više realizira te moći, tako osoba ne mora, ali tipično Nemoralno, tipično je da postane ego intoksicirana strašno su ego to koje mnogo raste da voli, da služi, i namjesto da saka da čini služi ono što je dobro, u biti osoba i da saka da služi, to je prvi korak ka nemoralu. Da, всъщност сака да доминира, а тоа е прв чекор кон неморалот. И секоја религија тоа го признава во светот како неморал. Kao nešto nepoželjno i loše. И нешто Колку се непожелно и ценат лошо. денес семејните вредности? Oprosti? Колку се почитуваат семејните вредности? Обителј, колку се данас поштуе? Obitelj kao... Семејството. To je jako dobro pitanje. Тоа е одлично прашање. Tipično jedan Tipično moderno jedno. vrijeme u kojem živimo se tehnički termin, akademski termin je Типично едно модерно време во кое живееме, терминот е постмодернизам. Jedan filozof ga je nazvao kao tekući modernizam. Zašto tekući? Еден филозоф го нарече како тековен модернизам, затоа што се многу брзо се случува. Вредностите, концептите, идеите немаат време да се солидифицираат, да се зацврстат, да се материјализираат. I osobe koje profitiraju, И личностите кои профитираат, компаниите кои профитираат, situacije koje su uspješne, ситуациите кои се su ljudi, успешни, situacije, kompanije i tako се dalje, koje луѓето su и jako ситуациите strašno fleksibilne, кои се strašno многу fluidne. флексибилни и многу флуидни. Tako da ekonomija se mijenja. Jedna Економијата се kompanija ide gore, менува. druga ide dolje. Едната компанија оди горе, другата компанија Stvari оди se доле. strašno brzo mijenjaju. Работите Kultura многу se брзо mijenja, се менува, strašno културата brzo. многу брзо се менува. Evo vidimo u svijetu kako Еве гледаме во светот. u svijetu moderne tehnologije. Во светот на модерната Sa технологија, svakim izumljivanjem novog komada tehnologije, со секое svijet se пронаоѓање на strašno нов brzo mijenja. ново парче I jedna- технологија, светот многу jedna брзо od се stvari менува. koja je strašno И една од strašna, to je работите obitelj. која многу obitelji se tipično пати, raspadaju. тоа е семејството Na кое primjer, otac i majka. типично семејство Otac се radi tu, распаѓа. majka Таткото, radi tamo. мајката Sad кои u работат Makedoniji таму što nije ваму, toliko došlo do izražaja, ali recimo... во Македонија тоа Но не голем е доаѓа бројот на толку развој до во из- Македонија. до израз. I svugdje po svijetu, recimo... И насекаде ни светот. U jednoj poanti, u Во една поента. pre-industrial, kao se to kaže, Predindustrijskom. preindustrijskom svijetu. Ja inače govorim Во пред- isključivo na engleski, čak i Во moj hrvatski прединдустријското malo време, јас исклучиво зборувам U на preindustrijskom англиски, мојот svijetu хрватски знае obitelj некогаш да je bila закаже. strašno važna. Во Ne преиндустријскиот samo свет, zbog семејството беше obiteljskih исклучително stvari, nego важно. ekonomski. Obitelj je bila jedna ekonomska cijelina. Не само заради материјалните работи, него U и од moderna економска гледна точка. vremena, Новомодерните obitelj времиња, nije ekonomska cijelina. семејството Korporacija не je е ekonomska cijelina. семејството не е И стога, економска целина и корпорациите се економска целина. И Obitelj gubi затоа vrijednost. семејството ја Nema губи onu вредноста. koju je imala. Ја нема онаа I вредност pošto која ја je имала. ekonomija je takva da jednostavno zahtijeva ljude, a to je И пошто nevjerojatno, економијата recimo u jednim Sjedinjenim бара Američkim državama, луѓето во едни ljudi, Соединети Американски zbog држави posla znaju putovati да поради работата ogromne udaljenosti патуваат на i многу големи seliti дистанции, se iz jednog grada u i da se drugi selат од еден во друг svakih grad, nekoliko godina. секои неколку години. Uz takav jedan ritam Во gotovo таков je еден nemoguće ритам održavati obitelj. е A druga навистина stvar je, невозможно recimo, да се одржува danas, семејството. А kad друго se ta денеска, obitelj toliko ne cijeni, a to ljudi ш- su a spremni кога тоа recimo семејство не се dozvoliti svom цени, suprugu ili многу е suprugi лесно да
da se dozvoli na svoj suprug i na svojata supruga sa drugim muškarcem ili da radi drugom zajedno ženom, sa i onda drugim ta osoba maži provodi na ili poslu ženi i ta ličnost go 10 pominula sati, 12 pogolemio sati, do od zavisi vremето kakav je na posao, работа sa 10 ili drugim 12 muškarcem časova. ili drugom ženom. Znači su drugi počinje maži, razvijati su drugi odnos. ženi Gleda i sam neke počela da razviva statistike, drugi preljuba odnosi. recimo u Znači gledav nekoj statistiki kompanijama na gdje muškarci i žene preljubi zajedno rade. kada To su maži i fantastične, ženi pretjerane- работат заедно и тоа pretjerani се postoci. фантастични To je jako procenti za jednu i što je obitelj. mnogo A šta je štetno za jedno interesantno, семејство и што е многу svaka religija интересно. u svijetu, barem ove glavne Религијата, religije, секоја религија во светот, секоја главна религија drže во светот, obitelj kao jednu strašno važnu ја cjelinu. го држат Zašto семејството je како ta- една многу ako je важна obitelj, целина, затоа што zdrava, ако семејството е onda здраво, тогаш moralno, jel? Onda cijelo moralno, društvo je moralno тогаш zdravo. целото Recimo, општество е морално и здраво. Nadam se da neću nikoga povrijediti, Ne sakam ali nikoga da povredam. moja obzervacija je da je Моето наблюдување moderno društvo da дека nije nešto модерното strašno општество moralno zdravo. не е многу морално здраво. Skoro pa je perverzno u svojim Дури е и konceptima перверзно во šta je своите prikladno, концепти, šta nije prikladno. што е прикладно, а што не е во Ne склад. znam, bili su da ne želim pretjerivati, ali Не сакам да претерам, но recimo sam koncept ljudske seksualnosti Но самиот ili концепт ljudske на човечката moderacije u сексуалност osjetilnom uživanju i tako. или модерацијата U modernim во vremenima to je сетилно sve, уживање. tu uopće nema granica. To Sad nema ne znam nikakvih točno kako granica. ja ne provodim toliko puno vremena u Skopju, ali recimo u jednoj No, ja ne- tipičnoj američkoj državi ili Не поминувам gradu толку време во ili Скопје, но во еден типичен sjevernoameričkoj državi амерички ili град gradu, или северноамерички град, американски javno град, ispoljavanje seksualnosti, to uopće I nije problem da se javno osoba to i vulgarno oblači. Mislim, ono što je nekad Јавната bilo манифестација vulgarno, на sad je сексуалното moderno, recimo. покажување I воопшто не glazba, е i вулгарно. mislim, Значи не е ни ljudi музиката, koje и луѓето, mladi, recimo, obožavaju ни младите луѓе, кои младите луѓе ги обожаваат како уметници, како музички уметници. Velika većina tih ljudi se Поголемиот ponašaju дел од тие strašno луѓе vulgarno. се однесуваат исклучително вулгарно. А се тоа во крајна точка многу штети на семејството и на нашиот духовен и морален, морално и духовно здравје. Тоа е еден голем проблем од многу одамна. Што повеќе личноста е осудена и присутна на сетилно уживање, тогаш незината тешкотија е поголема за да го цени Ја моралното споменавте и живење. музиката, која што некогаш знае да делува агресивно врз луѓето. Во студиото имаме еден инструмент, па би сакале да ни представите зашто всушност станува збор и секако да чуеме малку како тоа звучи. А потоа ќе Може, продолжиме нема со проблем. разговорот. Може, нема проблем. Pa ja sam monah i Ja sam monah. jedna od duhovni koncepti zahtijevaju duhovne Духовните metode kako концепти bi se ti бараат koncepti духовни методи sproveli за да u тие stvarnost. духовни концепти Znači, се ako спроведат во mi govorimo реалноста. o nekakvoj duhovnoj čistoći, onda Ако isto, ние говориме за некоја духовна postoji put чистота do te duhovne и затоа постои пат до таа духовна чистота, ili медитацијата svojevoljan odabir koncentracije или na своje određeni objekt себе собственото одбирање на одредени Jedna концепти od primarnih duhovnih metoda u svim е една од tradicijama, примарните recimo, tu je, методи во сите kršćanstvo традиции. isto, molitva и така Во христијанството тоа е молитвата. Zazivanje Boga, ali isto naša pažnja Молитвата е gdje повикување ide на prema Бог и нашето Tako внимание ovaj оди instrument, кон Бог. Така да nam овој je инструмент kao pomagalo, е наше помагало, pomagalo pri meditaciji. тоа е наше помагало Specifično при медитацијата. glazbenoj ili muzičkoj meditaciji. Во специфичната музичка Uz njega se pjeva, медитација. pjevaju se mantre. Се, Mantra je значи, nešto poput, со него се пеат molitve мантри, ili, а тоа се сушност pa da молитви, nešto poput molitve koja usmjerava našu pažnju, naše кои го želje, насочуваат našu нашето внимание, нашите prema желби, nečemu нашите, duhovnom. Sad zavisi нашата koja je пожуда mantra кон ili духовното. molitva. Ovo Зависи koju ću која ja мантра и otpjevati, која to se молитва. zove Hare Krishna Maha Mantra. Ова што јас си го отпеам се нарекува Харе Кришна Маха To мантра je u biti и тоа всушност е, jedna jednostavna mantra ili таа е zvučna една многу vibracija едноставна koja мантра je или звучна manje вибрација, više molitva koja se која е obraća повеќе помалце Svevišnjem молитва božanstvu која се Bogu обраќа kao на jednom Севишната konačnom i божествена svepривlačnom личност živom biću. како едно конечно и Instrument се je ručno привечно rađen. битие. Инструментот е рачно Ne работен. znam koliko je star. Јас не знам Многу колку е стар. изгледа.
koliko imamo minuta za ovo? Колку ви треба? Aha, Koliko dobro, minuti imamo samo za ovo? par minuta, nećemo Значи неколку минути само ќе predugo. нема предолго. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eto, to je bilo vašim gledalcima za dobro Ето тоа jutro. беше. Ви благодарам на многу вашите за гледачи и убавото за едно добро утро за утро. нашите гледачи. Вие сте тука во Скопје, ќе одржите предавања во сабота, секако ќе ги поканиме гледачите кои што се заинтересирани да го побараат контактот за да дознаат каде се ќе може да ве чујат. Јас имам само уште неколку прашања, но колку имаме време, би сакала да ве запрашам околу светот во кој што живееме. Исполнет со технологија на сите страни. Споменавме како делува животот и сето онаа трка која што имаме врз семејството, но што прави технологијата од човекот во денешно време? На кој пат не води? Da, to je Da, to je inače jedno strašno intenzivno pitanje, ili pitanje... Навистина многу интензивно прашање и прашање со кое човекот постојано се занимава, можеби не толку Regularno kućanstvo, koliko jedan... регуларно во секое време, но еден одреден слој на друштвото кој постојано со тоа се бави. CEO of Tesla, da. On je sam tako rekao neke zastrašujuće izjave. И самиот Тесла Osoba давал ko se strašno interesira tehnologijom. изјави и Da se за također личностите кои bojite навистина tehnologije. многу се занимаваат за таа технологија и се плашат од таа технологија. Минатата година направив еден семинар на таа тема и едно од предавањата беше токму на таа тема. И заклучокот на тоа предавање, од кога ја студиравме технологијата човекот и нивниот однос, тогаш видовме и од тоа предавање произлезе дека не е проблемот во технологијата, туку проблемот е во самиот човек. Кога човекот е духовно интегрална особа, духовно цела и морално здрава, тогаш човекот нема проблем да се носи со технологијата. Зашто ние сме обкружени со технологија. И технологијата никогаш нема да ја биде крај. Технологијата е еден здрав производ на интелигенцијата, да ни помогне, да ни ги скрати маките, да ни го подобри производството, да ни подобри на различни начини. Човекот секогаш тоа го работил и ќе продолжи да го работи и на технологијата никогаш нема крај. Но проблемот во сето тоа е
moralno i duhovno. е човековото лоше морално и духовно здравје. Jedan od И една Hare Krishna tradicije, една од моите Харе Кришна традиции, еден од најважните елементи u životu во животот на секоја личност е одвоеноста. odvojenost, znači ne govorimo o nekoj fizičkoj odvojenosti. Значи не говориме за некоја физичка одвоеност, туку способноста da je čovjek neovisan onome да što човекот izvanka има. не е зависен од она што го има околу себе. Се додека човекот е зависен ментално од работите кои се околу себе, до таа граница ќе има потешкоти да донесува прави, здрави, морални и интелектуални и се други одлуки. И затоа тоа чувство на одвоеност, дека личноста може и не мора без тоа. Ако го имам, супер ќе го користам, ако го немам, одлично, јас сум окей. Но тоа чувство не доаѓа толку лесно. Тоа чувство доаѓа ако личноста има духовна култура и на тој начин живее така специфично. Кога личноста во Харе Кришна или Бхакти йога традицијата, и ако личноста стане само задоволна од внатре, самата од себе, како едно духовно битие, тогаш таа личност не е зависна, нема да стане зависна од надворешниот свет. Тоа е многу, тоа е еден Самиот многу крај би важен сакала да ве елемент. прашам како почнува и како изгледа еден ваш ден? Pa otprilike dignem se puno prije zore, Значи, tako obično станувам oko многу пред 3:30, зората, околу 3:30, 4 sata ujutro. 4 наутро, многу е рано, Jutarnja higijena. утринска Onda хигиена, obično odem pošto sam monah, obično živim потоа od jednog do drugog потоа патуваме Hare од Krishna hrama. од I onda од tu друго до sudjelujem u место на ranim еден Харе jutarnjim Кришна hramskim храм и тука aktivnostima стануваме koje su дел од ispunjene meditacijom, утринските molitvom, studiranjem, храмски učenjem. должности, Strašno студирање, puno учење, vremena osoba медитација. posveti sebi i Bogu. Многу време to личноста traje посветува od на себе и на Бог. 4:30 И тоа pa трае sve do негде од 4:30 наутро до 8:30 наутро, а потоа доручек, доручек, а потоа во зависност од тоа каде сум на турнеја, тоа значи секој ден предавање на различни теми, на различни луѓе, понекогаш и многу повеќе предавања во еден ден и така денот поминува во подготовка и давање на тие предавања, комуникација со луѓето кои ќе ги сретнам на тие предавања, а во меѓувреме успевам да јадам нешто Само малку да појадете, и да јадете. да одморам секако. Што значи портокаловата боја на вашето одело? Pa tradicionalno ova boja je u Традиционално оваа Hare Krishna боја е tradiciji, во čak Харе i Кришна mnogim традицијата drugim и во многу други istočničkim tradicijama источни je традиции. boja Тоа е боја која simbolizira osobu u Јас- odvojenom redu života. ја символизира Odvojeni red личноста života во znači da одвоен osoba ред на живот. Тоа значи da se личноста isključivo дека е монах posvetila, и исклучително се посветила на духовниот пат. neće imati Нема svjetovni posao ili нема световна световна работа класична, nego je monah. ниту обврски, туку е само Јас монах. навистина ви благодарам што ова време кога сте во Скопје најдовте простор да бидете гостин во нашата емисија. За самиот крај, што е она што ќе го порачате на нашите гледачи кои што не гледаат, а живееме во еден исклучиво материјален свет исполнет со многу технологија и се помалку време посветувајќи на фамилијата? Ponovo i ponovo, i Повторно ponovo и i повторно ponovo и me повторно и повторно. šokira koliko Me šokira. malo ljudi Колку малку луѓе, ili koliko površno cijene duhovnost. колку површно ја цена духовноста. Bez jedne solidne duhovnosti, Без една niti jedna навистина osoba, солидна духовност, niti, нити една личност, niti skup osoba kao нити kao собирно obitelj, луѓе, као ili што jedna е država, семејството, ili или nacija, една ili држава, čovječanstvo, или една нација, или човештвото, niti će postići sreću, niti će нема да dogurati постигнат ни daleko среќа, ниту na нема да materijalnoj достигнат osnovi. далеку напред Moja poruka материјално. svim ljudima je Мојата порока на сите луѓе е Makedonije i svijeta. во Македонија и во светот. Eto, ja ih pozivam da se
da se duboko zanimaju duhovnošću. Znači, Ги duhovnost повикувам да iznad длабоко се заинтересираат за духовноста, духовноста sektaških над koncepata moje над i tuđe секти, religije, nego baš секташките šta je u концепти biti на моје и туѓо. koje su to И што е во univerzalne суштина vrijednosti koje религија, duhovnost u религијата и samoj- духовноста, u и што е svojoj во vlastitoj суштината на tradiciji религијата, koje možeš naći во i собствената koje традиција mogu која може да biti се od, најде nevjerojatne каде што koristi живееме. i tebi И која е таа корист која Ето, може тоа да било се има од религијата и од светот. Еднаш ви И за благодарам светот. многу за гостувањето. Беше чест и задоволство да ви имаме во нашето студио. Hvala, bilo je moje Благодарам zadovoljstvo. многу. Моje задоволство i беше velika čast. и голема чест.